Кога момчињата пишуваат зошто сакаат да се момчиња, има подобро така, е заради тоа што тие знаат дека нема да бидат толку често мета на напади и на сексуално вознемирување како нивните соученички девојчиња. Состојбата е алармантна, доколку погледнете само на интернет, не мора да сте стручен во областа, ниту пак во делот на образование, доколку искуцате родова нееднаквост или родово базирано насилство во образование, ќе наидете на мноштво истражувања и кај нас и од странство, ќе ги погледнете сите конвенции, акти кон кои што државата ги прифатила, се преклонила и се наклонила кон нивно спроведување, меѓутоа за жал на терен состојбата е, како што кажав, алармантна, нема спроведување ниту на меки политики кои што се донесени, ниту пак на деловите од законот кои што всушност директно делуваат и на превенција и на заштита од родово базираното насилство меѓу децата и меѓу младинците. Училиштата немаат на ниво на држава, зборуваме, значи Министерството нема конкретно дефиниран протокол како да постапува во случаи на сексуално вознемирување, злоупотреба и родово базирано насилство, и тоа остава огромна отворена врата, која што значи дека ваквите случаи да се пријавени во рамките на училиштето можеби нема да бидат доволно isprocesirani и адекватно покриени. Тука гледам простор за работа во смисол на доедукација на стручните соработници, работа со наставниците за препознавање на насилство и начини на справување. Она што исто така во последниве 5 години поинтензивно се работи на поле на превенција. Значи, стручните соработници веќе имаат добри вештини и познавање за тоа како да организираат превентивни активности, ги вклучуваат доста и наставниците во ова, па во помала мера, но сепак и родителите. Токму затоа сексуалното образование е суштински, систематски одговор на ваков тип на прашања и проблеми, затоа што младите веќе од училишна возраст, а ние имаме бројки кои кажуваат дека токму во оваа училишна возраст и основно образование се соочуваат најмногу со ваков тип на проблеми, па од тука доколку додека се во училиште учат за ваков тип на прашања, знаат како да ги препознаат, знаат како да пријават, каде да се обратат, тука да не ги заборавиме и пасивните чинители и младите кои седат и сведочат ваков тип на насилство.